Good evening, ladies. Добро вечер на сите. Welcome. Добро дојдовте. Are you excited about being here this weekend? Дали сте возбудени за овој викенд? God is going to do some amazing things. Бог ќе прави прекрасни нешта. Who is here ready to receive more of those amazing things from God? Кој овде е подготвен да прими повеќе од Господ овој викенд? Yes. Да. Yes. I have good news for you. Who likes good news? Јас имам добри вести за вас. Кој сака добри вести? When we have good news, like someone getting married or having a baby, we get excited and want to share it. Кога имаме добри вести, некој сака да се омажи, ожени или ќе има бебе, ние се возбудуваме, нели? But we've been given a gift Но даден ни е дар in Jesus. во Исус. And it's the good news that we need to share and give to others. А тоа е добрата вест која што ни е подарена нам за да можеме да ја споделиме со другите луѓе. Some of you may be here tonight and never heard this good news. И некои од вас овде можеби никогаш не слушнале за таа добра вест. Some of you may be reminded of what you already knew. А некои од вас можеби ќе бидат подсетени на нешто што веќе го знаеја. But I want us to all be reminded Но сакам сите ние да се подсетиме заедно the good news must be shared. дека добрата вест мора да биде споделена. It's not a secret that we keep. Тоа не е некоја тајна која си ја чуваме за себе. So I'm going to begin with Acts chapter 1. Ке започнам од дела, прва глава, апостолски дела. So 40 days, for the 40 days after Jesus' death and resurrection, Значи 40 дена после вознесението и воскресението на Исус, he traveled with his disciples, preaching and teaching. патуваше со своите ученици, проповедајќи и споделувајќи, поучувајќи, preparing them for him to leave. и додека беше значи на земјата ги подготвуваше своите ученици за неговото заминување. This portion of scripture is the right before he left. И овој дел од писмото кој што ќе го прочитаме е веднаш пред неговото заминување. For my English readers, it's Acts 1, 6 through 11. Значи ќе читаме од дела апостолски, прва глава од 6 до 11 стих. Читај. А собраните го прашаа со овие зборови: Господи, сега ли ќе го востановиш Израеловото царство? А тој им рече: не е ваше да ги знаете времињата на станите што таткото ги одреди во своја власт, туку ќе примите сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ви бидете сведоци како во Иерусалим, така и во цела Јудеја, и во Самарија и се до крајот на земјата. И кога го рече тоа, се вознесе пред нивните очи, и еден облак го зеде од пред нивните погледи. И кога гледаа кон небото, додека тој се вознесуваше, ете двајца мажи во бела облека застанаа покрај нив и им рекоа: мажи галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Овој Исус, кој од вас се вознесе во небото, ќе дојде така како што го видовте да оди во небото. Men of Galilee, why do you stand gazing into the heavens? Мажи галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Women at the Anna conference, why do you stand here gazing? Жени од Ана конференција, зошто стоите и гледате? Yes, Jesus wants us to look to him. Да, Христос сака да погледнеме во него. But he wants us to share him. Но исто така тој сака да го споделуваме со другите луѓе. What earthly good are we if we don't share the good news?
колку добро можеме да понесеме или да направиме ако не ја делиме добрата вест. The one who saved us, healed us, За оној кој што не спасува, не исцелува, delivered us, and set us free. не ослободува и ни дава слобода. We have a wonderful gift here this weekend. Овој викенд имаме прекрасен дар. Not everybody could come, Не секој можеше да дојде, but we are all here но ние сме овде. to be encouraged, to be бидеме lifted up, охрабрени, да бидеме подигнати, to worship the Lord, да го славиме Господа, but we have a responsibility. но имаме одговорност. So let's talk about men of Galilee. Ајде да зборуваме за мажите од Галилеја. Galilee was not a popular town. Галилеја не беше популарно место. They were fishermen, not very good people. Народот таму беше рибари и не беа многу познати. But that's who Jesus called to be his disciples. Но тие се луѓето кои што Христос ги повика да бидат негови ученици. Oftentimes in the Bible, Jesus chose the lowly to be used. Често пати во Библијата Христос ги избира оние кои што се понижени, кои што се долу, за тој да ги подигне и употреби. We don't have to be the wealthiest, the prettiest, Не мораме да бидеме најбогатите, ниту најубавите, the most popular, ниту пак најпопуларните or anything else. или било што друго. We just have to be available to be used by God. Се што е потребно е да бидеме наставени, да се ставиме самите себе на располагање да Бог не употреби. We have to be willing to be his disciples. Треба да бидеме согласни, да сакаме, да бидеме негови ученици. The disciples were standing, feet fixed. Учениците стоеја цврсто, фиксирани со нозете, Motionless, not moving. тие не се движеа Their eyes were looking in the right direction, и нивните очи беа насочени кон правилна насока, but their feet were in the wrong position. но нивните нозе беа во погрешна позиција. We can no longer be passive, we must be active. Повеќе не можеме да бидеме пасивни, мораме да бидеме активни. They were gazing with purposeful contemplation. И тие беа загледани, гледаа со восхит во него. It was a sight to behold. И навистина тоа беше поглед кој што требаше да се види. Magnificent. Прекрасен поглед. Have you ever watched a balloon float away into the sky? Дали некојаш се гледале како балонот се подига и летнува во облаци? It goes away as far until it's very tiny and hard to see. И тој се оди во височините се додека до моментот кога станува многу мал и е тешко да се види. And you squint really hard trying to see it. А ти се мачиш да го видиш, замижуваш и се бориш да го видиш. That's what the disciples were doing. Ете тоа беше она што апостолите го правеа. Until the angels tapped them on the shoulder. Се до моментот кој ангелите ги тапнаа по рамото, Go! им рекоа, ајде, одете. Why do you stand here gazing up into the heavens? Зошто сте застанале овде и гледате во небото? This same Jesus who was taken up from you into heaven Овој истиот Исус кој што беше земен од вас и отиде во небото, will come again just as you saw him go. ќе се врати на истиот начин на кој што вие видовте како заминува. So the disciples said, "Oh, what do we do now?" И тогаш учениците рекоа, о, а сега што да правиме? And the angels replied, "Go." Ангелите им одговорија, одете. So we have to go. Истото важи и за нас. Ние треба да одиме. I think Jesus is telling us tonight Јас мислам дека Исус нам денес ни зборува, ни вели, this conference is going to be great. оваа конференција ќе биде прекрасна. I will meet with you.
Јас ќе ве сретнам тука, I will enjoy having you in my presence, worshiping me. ќе уживам во вашето обожавање кон мене и ќе уживам затоа што сме заедно, But when the time comes to a close, но кон крајот на времето, it's time to go. тогаш ќе биде времето кога треба да се тргне напред. Go share the good news, Одете и споделете ја добрата вест, the gift that you have received. дарот кој што овде го примивте. The last words that Jesus spoke before he left earth was Acts 1:8. Последните зборови кои што Христос ги кажа кога заминуваше, можеме да ги прочитаме во Дела апостолски 8 глава 1:8. Туку ќе примите сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ме бидете сведоци како во Ерусалим, така и во цела Јудеја и во Самарија и до крајот на земјата. He wants us to be his witnesses, to tell the good news. Тој сака ние да бидеме неговите сведоци, да ја кажуваме добрата вест. Our work is to witness, not watch. Нашата задача е да сведочиме, не само да гледаме. Christians are called to testify of Jesus, Христијаните се повикани да сведочат за животот на Христос, both in our words and conduct. како на збор, така и со животот свој. It is our duty, but also our privilege to bear witness. Ова е одговорност, но исто така и привилегија е да се биде сведок. Jesus told them to go in 4 places: Исус им кажа да одат на 4 места. Jerusalem, Ерусалим, the city where he was executed. градот во кој што тој беше погубен, That was his city. и тоа беше неговиот град. So we go to our city, Значи, Our ние neighbors. одиме во нашиот град, Our кај local нашите community. соседи, кај нашите, во нашата заедница. or we can look at it as our influence around us, our family and close friends. Значи, можеме на ова да гледаме и така, им сведочиме прво на нашето семејство и нашите блиски пријатели. He also said to go to Judea, Потоа вели, одете во Јудеја, the land where the ministry had been rejected. земјата во која што неговата служба беше отфрлена. For us, it's like our region or our state. За нас, можеби тоа би била нашата општина или нашата држава. Or our acquaintances that are just outside our circle. Или можеби нашите пријатели, познаници кои што не ни се толку блиски и не се во нашиот круг на движење често. Samaria, Самарија, where they felt out of place and looked down upon. тоа е место во кое што тој се чувствуваше понижен. Or the bigger area around us, our country, our continent. И тоа може да биде поголема област во која што ние живееме, нашата земја или можеби континентот. And our culture with those who are socially different than us. Или може да биде култура која што е сосема различна од нашата култура. And to the ends of the earth. И потоа вели до крајот на светот. Jesus wanted to show the Father to complete strangers. Христос сакаше да им покаже таткото на потполно непознати луѓе. As well as those close to us. Исто така и на оние кои што се блиску до нас. But how? Но како? Through the power of the Holy Spirit. Преку силата на Духот Свети. We will receive the power when we ask Him for it. Ќе ја примиме оваа сила кога ќе ја побараме од Него. He instructed the disciples to return to Jerusalem to wait. Тој им кажа на неговите ученици да се вратат во Ерусалим и да чекаат. To receive the power of the Holy Spirit. Се додека не примат силата на Светиот Дух. So they could become His witnesses. И тогаш ќе можеа да станат негови сведоци. Cell phones are good, but with no power, they don't work.
Мобилните телефони се добри, нели, ама ако нема струја, нема да работат. So we need power to do God's work. И нам исто така ни е потребна енергија за да можеме да работиме Божјата работа, Божјата енергија. He revealed both his gift and the responsibility that we have. Тој на таков начин ќе ги открие и нашите одговорности и нашите дарови. In the verses after that, we read, И потоа стиховите кои што претходно ги прочитавме, the disciples did return to Jerusalem учениците се вратија во Ерусалим, and went into the upper room отидоа во горната соба where they continued in prayer and supplication. и продолжија да се молат и да го очекуваат. The purpose of the Holy Spirit is to help us understand and follow Jesus, Целта на Светиот Дух е да ни помогне да можеме да разбираме и да можеме да го следиме Христос. reveal his truth and love, Да ја открива вистината and empower us to live a way that honors God. и да ни даде сила да можеме да го живееме собствениот живот на начин на кој што му носи слава на Господ. Making his presence and work evident in our daily lives. Тој ја го прави неговото присуство и работа отворена да може да се види во секојдневниот живот наш. He comes to empower us to do the work Christ commanded. Тој дојде да ни даде сила да можеме да ја извршуваме работата која што Христос ни заповеда да ја правиме. To be his witnesses. Да бидеме неговите сведоци. The Holy Spirit is a promise. Светиот Дух е ветен. To fully embrace the way of the Holy Spirit, we must first accept the promises of God. За потполно да можеме да го примиме присуството на Светиот Дух, мораме прво да ги прифатиме, да ги примиме ветувањата кои што Бог ги дава. The Holy Spirit is not reserved for just a few. Светиот Дух не е привилегија за само неколкумина. He's available for everyone who believes in Jesus Christ. Тој им е достапен на сите, на секого кој што верува во Исус Христос. And as we reflect on the Holy Spirit, we must open our hearts to receive him. И додека размислуваме на Христос, ние треба да ги чуваме своите срца отворени за да можеме да го примиме. It's not enough to just to know about him. Не е доволно само да имаме знаење, да знаеме дека таму некаде е. We must actively seek his presence and desire to walk in his power. Но мораме активно да го бараме неговото присуство и знаење и можност да чекориме во неговата сила. The Holy Spirit wants to be our constant companion, Светиот Дух сака да our биде source наш of strength, постојан придружник, наш извор на сила and our guide in every aspect of life. и водач во секој аспект на нашиот живот. He wants a personal relationship with us. Тој сака лично заедништво, лична врска со секоја една од нас. One that goes beyond Bible knowledge, Таква врска која што надминува било какво библиско знаење. he wants us to know him like a friend. Тој сака ние да го познаваме како личен пријател. One that walks with us through the ups and downs of life. Оној кој што е до нас, чекори со нас низ нашите тешкоти, падови и возвишувања. To cultivate this relationship with the Holy Spirit, За да можеме да воспоставиме и негуваме една ваква врска со Светиот Дух, we must make time for him in our daily lives. мораме да одделиме време за него во нашиот секојдневен живот. We spend time in prayer, Поминуваме време во молитва, worshiping, славење, meditate on God's word, размислување, длабоко размислување, медитирање на Божиот збор. and as we seek his presence, И додека го бараме неговото присуство, the Holy Spirit will reveal the heart of God. Светиот Дух е тој кој што ќе ни го открива Божиото срце на секој од нас, And to help us have a deeper understanding of God's love and grace. и ќе ни помогне да можеме да разбереме на подлабок начин, на реален начин Божијата љубов за нас. Embracing the Holy Spirit is not a one-time decision.
Прифаќањето, приграбувањето на Светиот Дух не е само избор еднаш во животот, but it is a lifelong journey of intimacy, empowerment, and transformation. но тоа е едно секојдневно доживотно патување, живот на трансформација и осилување, добивање и исполнување со сила секојдневно. So through the Holy Spirit we receive a few things. Преку Светиот Дух ние примаме неколку нешта. God's promise, His gift of His presence. Едно, првото од нив е Божиото ветување за Неговото присуство во нас. The power to live victorious Потоа сила за да можеме да живееме победнички живот and to have a personal relationship with our Creator. и можност да имаме лично заедништво со нашиот Создател. As we walk with the Holy Spirit, Додека ни животот чекориме заедно со Светиот Дух, we are equipped to navigate life's challenges with wisdom and grace. ние сме оспособени, обучени сме да поминуваме на животот со благодат и милост. We become effective witnesses of Christ's love, Стануваме ефективни сведоци за Христовата љубов impacting the world around us for His kingdom. и се здобиваме, имаме сила и можност да влијаеме врз луѓето кои што се околу нас за Неговото царство. The fruit of the Spirit marks our lives. Плодовите на Духот Свети се обележја на нашиот живот, As we bear witness of God's transformation in our lives. додека ние го носиме сведоштвото на Божјата промена во нашите животи. I need the Holy Spirit every day Мене ми е потребен Духот Свети секојдневно to work in me, да работи во мене, and so do you. исто така ви е потребно и вам. So today we need a relationship with the Holy Spirit. Така и денес нам ни е потребна оваа врска со Светиот Дух. The disciples waited in the upper room in Jerusalem. Учениците го чекаа тоа нешто во горната соба во Ерусалим, They prayed and sought the Lord, се молеа и го бараа Господа, and at the right time, the Holy Spirit came. и во одреденото време, во вистинското време, Духот Свети се спушти, дојде. Like a rushing wind and filled every believer. И како ветар ја исполни просторијата и сите кои што беа во неа. So ladies at the Anna Conference, Така, seek the Holy Spirit. дами, Ask на Him Ана to fill your life. конференција, барајте го Светиот Дух, молете го да го исполни вашиот живот. Ask Him to help you fill your life. Барајте од Него да го исполни комплетно вашиот живот. To live a holy life. Да можете да живеете свет живот, To live a victorious life. да можете да живеете живот на победа. Ask Him to help stop gazing and start going. Побарајте од Него да ви помогне да престанете само да гледате, но и да можете да чекорите, да одите. In the power of the Holy Spirit to be His witnesses. Во силата на Светиот Дух и да бидете Негови сведоци. Ask Him to help you share the love of Jesus. Побарајте од Него да ви помогне да ја споделувате љубовта Христова With those that are around you. со тие кои што се околу вас. Ask Him to help you live out this command Побарајте од Него да ви помогне да ја живеете оваа заповед, that He placed on His disciples long ago. истата заповед која што Тој им ја даде на апостолите пред многу години And to us today. и важи и за нас денес. Be His witness. Да бидеш Негов сведок, Share the gift. да го споделуваш дарот, Share what you've been receiving. да го споделуваш она што Тој ти го дал, тоа што си го примил. The Holy Spirit is not something we just hold on to. Светиот Дух не е само нешто за кое што ние се грабчиме, се држиме, But He flows through us. но тој
не стои во едно место, тој протекува низ нас, течи, to make us effective witnesses for Christ. за на таков начин да не направи да бидеме ефективни сведоци за Христос. We can't just hold on to what we have here tonight. Не можеме да се држиме само за она што ние вечерва го имаме тука. It's magnificent, Ова е воодушевувачко, прекрасно е, but we have to take it and give it away. но она што овде го примаме, мораме да го земеме и да го дадеме понатаму. And as we give it away, И додека го подаруваме, го делиме, Christ fills us with more and more. Христос повторно и повторно и повторно ни исполнува, ни дава повеќе од себе. Tonight, Вечерва, some of you have never heard about Jesus, некои од вас можеби никогаш не слушнале за Христос, or you may have just heard some stories about Jesus, или можеби имате приказни за Христос, but you don't really know Jesus. но можеби навистина не го познавате лично Христос. You haven't experienced a transformation Не сте искусиле една таква трансформација, like this beautiful girl did. како оваа убава девојка која што претходно сведочеше за промената на незиниот живот. But the beautiful thing is, Но она што е прекрасно овде everyone can have that transformation. е дека секој еден може да ја доживее оваа трансформација во својот живот. She stood here and spoke in power Таа стоеше овде и споделуваше сила, and told her story, ја кажа својата приказна, and that's what we're supposed to do. и тоа е она што и ние треба да го правиме. Not always on a platform, Не секогаш на некаква платформа, but with a friend, но со пријател, with our family, во семејството, со семејство, with our parents, со нашите родители, with our sisters, со нашите сестри, with those that are around us. со оние кои што се околу нас. If we all just reached one, Ако секоја една овде досегне само една друга жена, девојка, we couldn't fill this room. немаше да не собира овде. And then if they win one, it multiplies. А потоа, сите тие кои што слушнале, достале, имаат врска со Христос, споделуваат, зборот се проширува, се пренесува понатаму и се умножува. So just start with one. Значи, доволно е да почнеш со една личност. Ask the Holy Spirit Замоли го Светиот Дух to tell you who, да ти каже кого, to give you the opportunity to tell your story. кому да му сведошиш и замоли го да ти даде можност да го споделиш своето сведоштво. To just one, На само една личност. and then another, А потоа на and then друга. another, А потоа на and then друга. another. И потоа на друга. It multiplies, and we will grow the kingdom and do what we were called to do. И тогаш Царството Небесно ќе расте. И ние ќе го правиме она за што сме повикани да го правиме. Амин. Will you stand? Ќе ве замолам да станете, Hold hands. да се фатите за рака. Some of you do not know about this Jesus, Некои од вас не го познаваат овој Христос, but you want to. но сакаат да го запознаат. I can stand here afterwards, Можам да останам, talk to you, да разговарам со тебе the leadership team, и други жени од овде, but we're going to pray right now. но во овој момент ќе се молиме. And if you want Jesus
to transform your life. И ако ти си личност која што сака Христос да ти го трансформира, да ти го промени животот, Pray this prayer with us and just really mean it. моли ја оваа молитва, значи повторувај заедно со нас и на вистина мисли ја, значи и искрено кажувај од срце. The Bible says if you believe Библијата кажува, ако веруваш, and confess your sin, го исповедаш својот грев, we will be saved. ќе бидеш спасен. Amen. Dear Jesus, Драги Исусе, we thank you for this night, ти благодариме за оваа вечер, and I thank you for these ladies. ти благодарам за овие прекрасни жени. Have them repeat after me. Сега можете да повторувате по неа или по мене. Dear Jesus, Драг Исусе, I come to you tonight, доаѓам кај тебе вечерва and I believe that you are who you say you are. верувам дека ти си тој кој што велиш дека си. I confess my sins before you tonight. Ги исповедам своите гревови, исповедам дека сум грешна I ask you to forgive me of my sin. и те молам да ми простиш гревовите. I want you to transform my life Сакам да го промениш, да ме трансформираш and change me to be more like you. и да ме направиш да бидам послична на тебе. Help me, Lord, Помогни ми, Господе, when I go from this place, кога од ова место ќе излезам, that I will share this gift да го споделувам овој дар, that I have received here tonight. дарот кој што оваа вечер го примив. Holy Spirit, Душе Свети, we invite you in те поканувам во мене to empower us, да ме осилиш, to help us to live a life after Christ, да ми помогнеш својот живот да го живеам како личност која е слична на Христос. to help us to walk in the victorious life, Да ми помогнеш да живеам живот на победа and to help us to share Christ with others. и помогни ми да го споделувам Твојот збор, да те споделувам Тебе со другите. I will not hold on to my gift, Нема да го задржам мојот дар само за себе, but I will share it но ќе го споделувам, with at least one. барем со една личност. Thank you, Jesus. Ти благодарам, Христе, I give you praise. те славам. Amen. Амин. Amen.